луѓето со најниски примања може да аплицираат за годишен одмор. Определивме 1 милион евра. Тие луѓе можат да со своето семејство искористат можност и 7 дена да посетат, не знам, некој од езерата наши, некој од планините наши, да одат 7 дена во Берово, да одат на Шапка, во Маврово, да одат во Охрид, во Дојран, во Преспа, било каде, 7 дена државата го плаќа тоа. Значи, целта е да вратиме некако према нашите сограѓани. Ова го кажувам за да го доживеете начинот на филозофијата на управувањето и водењето со јавните ресурси и со јавните пари. Во моментот, постапките што ги правиме на ниво на држава, се на современ, нов, транспарентен начин на трошење на јавните пари. Сите буквално тендери што се спроведуваат во државата, правејќи паралела со претходната власт, се поевтини од 10% до 300%. Значи, еве го тендерот во Рек Битола, 144 денари. 144 денари било килоджул ископ на јаглен. Сега е 44 денари. И функционира, работат. 100 денари некој си ставал во джебот. 100 денари само по оваа ставка, која што е 23% од потребите на јаглен на Битола. 23%. Другиот дел Рек сам го организира. Се 9 милиони евра заштеда. Само од еден тендер. Оливер распиша досега како министер за внатрешни работи некои 14 тендери. Буквално на сите тендери имаме просечно 70% поевтини цени на она што се набавува. Ова го кажувам да знаете дека има пари во Македонија, само треба честна политика. Од политичарите не ни чинела државата. И ако на вакви дебати ги отвараме правците, што е приоритет? Парите ќе одат во решавање на вистински проблеми. Ако одат во решавање на вистински проблеми, тогаш и ќе има доволно пари и ќе буквално грабиме напред во отстранување на она што представува проблематично наше секојдневие.